друга страна, кога беше ова промената со историјата, обедување на обществени, обществена не се спојува, обществените науки се споја, да. Во тој период имаше Македонија преговори со Бугарија и веројатно по наредба од Зоран Заев, веројатно сте говориле дека историјата треба да биде смената или вметната во некој друг предмет и затоа по експресен пат беше спроведена цела таа реформа и иако беше толку проблематично. Па да се откриваше така дека не е само историјата или други предмети се... Да, природните науки отидоа курбан заради печаток. Не е само историјата. Да. Инаку јас не можам да го докажам ова што го кажуваш, но моето чувство е истото. Дека ова сега не се случува случајно, се случува за така, да ги одоброволиме братјата. Да. И тој е уште пример кога не објавува, нема дискусија со транспарентно Министерството. И имаше еден пример, кога е трети, кога Magnum Opus, студентите на фонд, се обидувале да земат картички студентски преку државни како не е битно, да ги имале они права, легитимно да си ги бараат, да се докажува. И кога се обидувале да стапат во контакт со Мила Царовска, не може да стапат во контакт со Мила Царовска, се време биле одбивани или биле препраќани од не знам. Се обидувале да стапат во контакт со Зоран Заев, да имаат некој состанок со нив, со него, тогаш успева, односно чекале да видат дали Заев ќе дојде добрување за Мила да добие добрување. Што Мила Заев очигледно не е таа што го раководи тој сектор, се сли наредби само. Кога беше Средносковскиот сојуз сега, на Бледи Ходај, нешто со ваквото, буквално сам он го дискутираше дека ако одите преку Министерство за средите за образование и нешто друго, зашто никогаш ништо нема за тоа. И вика не мораме да правиме притисок да се видиме со Заев, да Заев да ја одобри да не зашто треба натака све и каква треба реформа се прави. Значи тој е момент на клиентелистички пристап, што во моментов кога почиваме некој вид на не сакам да навредам. Немаме министер, значи тоа. Да. Значи немаме дискусија, нема никаков. Нема лидер во образованието, он слуша некој трет. Не. Има универзален лидер за се и тој е на врвот на пирамидата и од таму се спушта надолу. Па не е логично сега да види за образование и за здравство имаше да Многу опасна работа. Тоа води до автократија. Така не сме. Ма не, затоа постојат различни министерства, ако веќе еден човек одлучува, тогаш да има само влада и да си прави одluка за се. Зашто постојат толку многу министерства? Зашто да има демократија, демократскија да има министерство. Ајде вече пак истина. Демократски е на хартија има. Да. Демократскиот е да ви каже што прави. Значи, ја мислам дека, значи, моето мислење е дека мора да се најде метод како да се изведат луѓето на дебат. Мислам сега, ако треба да се оди до Заев, нека се оди до Заев. Ама ете, професор, ја не знае, мислам дека било отворен повик за собранието, не знае дека имало така опозицијата да покани, не знам кој други механизми, по кој друг начин биле поканети и другите говорници, ама сепак имало малце ветера на демократија според мене, мислам ветера на јавна дискусија. Најверојатно, доколку беа суспендирани институциите, а ја не знам зашто имаат толку голема желба да ги суспендираат цело време. Сакаат гомната на состојба, сакаат собранието да не распуштено. Цело време сакаат тие работи кои што барем малку може човек да се изрази, цело време ги сечат. Значи не сакаат да профитираат. Имаат подобра контрола. Да. Не сакаат никаков профит на долг рок. Бидејќи кога се работи за профит на долг рок, нема гаранција дека ќе биде профит за мене. Да. И ја мислам дека начинот на кој што мораме ние да настапиме е како да ги натераме овие луѓе да дискутираат или да се најде метод како доколку они не сакаат да дискутираат, да има делегитимизација, не знам дека овие не се всушност никакви представници ниту убедени менаџери. Единствено начин тоа што го правите ние во пленумот со Да, јавен за тоа јас мислам дека пленумот беше најдобро нешто, заради тоа што прв пат свати не можеш да седиш на маса, you can't make a deal with the devil, што вика, тука единствено мораш да се спротиставиш. В Германија имало во Белата роза, се чу да студенти се организирале и преку интелектуален отпор давале против Хитлер и против целата тогашна диктатура, тоа што фрлале лепо се дискутирале вака јавно спореле. Некаде ќе завршиле со смртна казна, меѓутоа се шалам, но меѓутоа нема друг начин освен интелектуален отпор да се доаде ја преку јавен притисок да се врши преку ваков јавен дебат. Да.
Сега ние сме спремни цело време и провокуваме се на дискусија за сите можни прашања, не само за образование, сега и тоа по-упорно тие невладените што ги спомнуваат, нема глас, нема трагови. Кога беше за еден случај сега јавно. Тие се дрвени адвокати кои треба да ускочат. Точно. Буквално само тоа. Ајде бе, вие, ВМРО-вци! Дали се тоа? Викањето ни било секојаш спорт во кој што сме постигнувале завидни резултати. Пак ќе кажам, на секој рационален човек му одговара да има резултат. Дали од сите што се Убаво кажа, на секој рационален човек. И никој ти го најдеш и одговорот зашто не. Не знам што да... Не е јасно. Они повеќе ги добијат ако ги спроведат реално. Не им сече до таму човече. Нема гаранција дека ќе добијам по 2-3 години, ве сакам сега. Знаеш ли, за кога ќе дойдат избори да кажеш, еве јас направив реформи, не е битно какви се, битно да кажеш, јас проведов реформи. Ќе најдеш зошто се тие реформи најдобри до сега и фураш, па Ќе најдеш некој луѓе од ваму таму да ти подпише да каже дека се е супер сега тие и тоа е тоа. Сега Тука е интересно сега баш тоа да додам на Киро. Има теорија на Арнстайн баш недавно во 1969 скала на учество. И ствари тука е многу битно да се види тоа. Има први степени кај што има манипулација и терапија, тоа е кај што нема народот нема никаква моќ. Значи политичарите ве манипулираат дека за ваше добро ние го правиме ова и ова и толку, нема тука дискусија. И мислам дека ние пројдовме низ тој период последниве децени и сега дојдовме период каде што сме на второ ниво, каде што има токенизам, тоа го викаат. Мислам оваа теорија и тоа е каде што те вклучуваат, значи дојди си ти, ќе те тапкаат по рамо, кажи си што имаш, ама ние ги си го направиме нашата. Мислам дека ние сме во тој среден нимбо она ситуација каде што те викаат, ќе те пречекаат, ќе те седнат у влада, у собранија, сегде, се супер си, но на крај ти ќе си кажеш што имаш, ама они ќе си го стераат тоа што си го сакаат. И тука е И проблемот. пред камери ќе те сликаат дека си дошол. Да, ќе те објават и ќе ти се доблагодарат. Тоа нема баш секого да го поканат. Тоа плюс. Нема да поканат луѓе кои што умеат да аргументираат, бидејќи тоа е опасно да се чуе. Ако има реакција, зошто не се поканети? Одговорот е, ама бе со тие само бендисани, зошто па тебе да мора да те поканат? Види колку луѓе има. Никој. Ама никој од тие луѓе не кажува нешто. Нема се штита. Он како може да ги Битно наведува? е да одговориш и да дискредитираш со одговорот. И Кога они се однесуваат така дрско и арогантно по нас, тоа за нив тоа е демократија, тоа е одбрана на став. А кога ти ги се однесеш спрема нив на тој начин, како што они заслужуваат да речеме на начин, тогаш ние сме лоши по другата страна. Тоа е Нив уставот ги не ги нас не нешто. Да. Нив законите не ги гонат, нас не гонат. Да. Значи ја тоа пишам пред некој ден, викам, проблемот во Македонија е тоа што се казнуваат оние што не треба да се казнуваат, а не се казнуваат оние што треба да се казнуваат. Значи, Сега си на една политика, ама ете дискутираме зошто. Дали тие во партиите, генерално тие се тие две партии што дискутираат, дали да мислат дека оние споруваат право на реформа, дека утре дете да, он може ќе си го истера свет за 4 години, меѓутоа он има последица од тоа негово функционирање, зашто он ќе се доми себе си, негово одбор, меѓутоа видни на неговите деца ќе се одсел од оваа држава, нема се како Нивните деца веќе се од себе. до таму не им сече. се оценен. До таму навистина не им сече. Дека она што го прават е толку лошо што ти пропаѓа, ја уништуваш државата. До таму не разбираат. Като се превише го дискутирав тоа што одговор, ги дадовме понуда што нема да чујат, што не може да се подбие на кум. Собереш директори кои што ти си ги назначил. Да, тоа мислам да знам ние што. Така, не си баш ти, се твоите градоначалници, ама во моментов социјалдемократите ја имаат апсолутната власт во државата. Мислам дека е малку навреда да социјалдемократијата се наречат моменталните функционери Партија, како социјалдемократи. Тие себе си се викаат социјалдемократи. Да, мислам навреда за Има луѓе што мислат дека левица на Пасиев воопшто не е левица, да. додека е многу повеќе десница. Тие се самите
си го избрале името и сега Да се вратиме сега на дискусията. Не ли измислуват они војна дека они со тие последици, дека добро, може и јас и мојот син и моето поколение ќе биде дома, меѓутоа мојот внук и се сложи со тие проблеми со кои што се не очува. размислуваат. Дека моето не знам. Не размислуваат. Не размислуваат, бидејќи кога би размислувале така, тогаш джебот би им бил многу попразен. Тоа е, според мене, првото и основното. Джебот. Веднаш по джебот доаѓа суетата. Има многу примери сега, кои се го кажува тоа, зашто тоа културата на нашето современо општество е живењето in the now, односно во сега, во моментот, live to the fullest. Меѓутоа, многу луѓе не сваќаат дека многу луѓе низ историјата тоа го мислеле. И ако се видат патерни на водачи, ќе се забележи дека поколенијата на некои водачи декадентираат, односно пропаѓаат, дека нема ништо вечно, дека например ако Душан бил добар, неговите поколенија слабе. Ако цар Давид бил добар, имаме опат на царството во Израел. Ако има, еве да речем, не знам, било каков golden age, што го викаат низ историјата, и тој не требаше. Значи има кралеви филозофи кои што прават некои добри работи, меѓутоа дури и кога нешто добро се случува пропаѓа, а некако кај нас кога цело лошо се случува, очекувано е дека ќе се деси апсолутен крај. Значи дури кога има пик, кога имаат некои општества во живеат во што викате ви етиката, што има етика и владетелот етички владе, како philosopher king, дури и тогаш не е гарантор дека поколенијата нема да оплескаат. А кај нас тие што се сега ја оплескуваат, а па што остане за тие само може надале да Ќе оплескаат уште повеќе.